На почеток да ви заблагодарам за поканата. Навистина мислам дека токму темата на отворени податоци е клучна за било што го зборувате за истражувачко новинарство. И се согласувам со она што претходно Ана го кажа, дека причина за не секогаш доставување на информации од страна на некоја институција се од различен аспект. Едно е некогаш и немање волја, друг пат е немање на капацитет, трет пат е немање на луѓе кои што се доволно испремни и стручни за тоа. Ама ова сега што го правиме, сите заедно, пред се е менување на култура на однесување на институциите. И тоа само заради тоа што сме ставиле стратегија во која што има обврски за институциите, за жал, самиот ќе кажам дека нема да заврши работата. И токму затоа, особено е важно во општеството да имаме што повеќе истражувачко новинарство. Мене, ако ме прашате, поголема гаранција дека тоа ќе се спроведе сте вие, медиумите и истражувачкото новинарство, отколку нашата стратегија. И тука зборувам максимално се отворено искрено, затоа што и пак не сите и менаџери и раководители на институции се доволно свесни и за придобивките и за проблемите кои што би ги направиле доколку не ја спроведуваме стратегијата и не ги отвориме податоците. Ние во овој период се обидуваме и мислам дека јас сум релативно задоволен, многу сме на почеток со оваа работа, со новиот портал за отворени податоци. Покрај стратегијата, веќе кажавме, го имаме Data.gov.mk, кој што конечно на еден систематизиран начин, а не стихино, кој како ќе му текне, се обидуваме да се не ги натераме, туку им ја пред се прикажеме придобивките им ги прикажеме на институциите од отварањето на податоците. Ние, веќе земам примерот на нашето министерство. МИОА, откако се смени власта, поради тоа што мислам дека прилично се обидуваме да даваме информации колку што можеме, но за 200% се зголеми бројот на барања за слободен пристап до информации. И сега јас секаде зборам, ние како јавен сектор сме превработени, а на некои места апсолутно фалат луѓе. И ние имаме стварно проблем да во законските рокови стасаме да одговориме на секое барање за слободен пристап за информации, затоа што некогаш се работи и за сериозни анализи кои што треба да се направат пред да се даде нешто. Бази на податоци. Без разлика. Имаме законски рокови, се обидуваме да ги стасаме. Ама, она што се обидувам да го расширам и кај колегите од владата, раководителите на институциите, е дека што повеќе објавуваат на порталот или на нивните вебсајтови, било каде, ама затоа направивме централен портал за да тоа биде многу полесно за пристап за било кој, вклучително и новинарите, толку помалце ќе имаат и барање за слободен пристап на информации. И сега имаме институции со кои што апсолутно не треба да се објаснуваме и целосно ја согледа и потребата на општеството, но и позитивниот аспекти од нивното работење, и тоа си го прават редовно. Има институции каде што, да бидам искрен, се уште не доволно реагираат добро да ги објавуваат своите податоци. Еве, до сега се денеска 150, ме коригира 148 податочни сетови од 42 институции. Ги гледавме почетоците на, и сега овде пак сме направили листата грешка, согласувам дека треба да сме поамбициозни, на регионот, кога отварале такви податоци, портали за отворени податоци, нашиот старт е доста подобар. Од прилика видовме некои пред се британското искуство, затоа што под нивен терк е правен овој портал. Не сме лоши за почеток. Меѓутоа е процес кој што е почнат и никогаш нема да заврши. Значи, ние никогаш нема да кажеме готово се е објавено. Ова е нешто што во континуитет ќе се случува и пак ќе кажам, ние менуваме култура на однесување и на институциите, но индиректно, нормално и на вас како медиуми и новинари, кои што, па и било кој што сака да ја следи работата на институциите. И пак ќе го повторам она што го кажав на почеток. Многу поголем за мене гарант дека ќе се спроведе стратегијата за отворени податоци е истражувачкото новинарство, отколку било која наша одлука на хартија. Затоа што 1 до 2 медиумски истории во кој што одреден функционер ќе биде ставен на ајде на англиски подобар збор има него на македонски, на тапет, ајде да кажеме,
за одредено необјавување на податоци или обид за се сокријат одредени податоци или слично, многу повеќе ќе крене свесноста и кај самите институции за важноста на процесот, отколку било која наша стратегија што сме донеле. Ние тоа цело време го зборам, ние во Македонија во основа немаме лоши закони, ние не ги почитуваме законите. И граѓаните и институциите. Некои закони се невозможни да се почитуваат. И сега нема тој системски проблем, па работиме на сето тоа заедно. Ама податоците, информациите што ги поседуваат институциите, особено ние на владата и на локалните власти, тие се собственост на граѓаните. Тие не се собственост на институциите, тие се собственост на граѓаните. И тие се што имаат институциите, се мора да биде објавено. Многу е просто. Тоа е суштината на стратегијата. Мал е бројот на документи, мал е бројот на информации кои што од национална безбедност или загрозување на безбедноста и животот на луѓето не треба да бидат објавени. Се друго треба да биде објавено. И затоа не треба ни многу критериуми и анализа што треба се објави, што не треба се објави. Ја им кажувам на колегите, и внатре кај нас во Министерството и со вработените, дали ова се во право сте, не знаат дали нешто треба да го споделат со нас. Се треба да сподели. Особено па ние во МИО немаме апсолутно ништо што е од критична, не знам, важност за безбедност на државата и не треба да се објави. Се што се бара, се треба да се објави. Нормално ќе биде процес, физички е невозможно да се навија се тоа веднаш да се објави во соодветен формат, да се преработи. Не се навикнати институциите, немаме таква култура на работење и однесување, ама пак ќе кажам, заедничката работа и притисокот од ваша страна, особено ќе е важен во овој период за да имаме доволен број и доволно квалитетни бази на податоци кои што ќе се објавуваат и преку порталот и преку било кои други начини, дали преку барање на слободен пристап на информации или на било кој друг начин. И јас не би сакал нешто повеќе да должам, дошто е и претходно бев сведок дека навистина се развива дебата. Порталот, само кратко ја кажам, не само што се објавуваат податоците, туку е и прилично интерактивен. Значи, со многу проста регистрација, било кој граѓанин може да пристапи, да се регистрира и да бара објавување на нови податоци, што е многу побитно. Да побара објавување на податоци. Нас особено ни е тоа важно од дел на одредување на приоритети. Значи, ние може да мислиме дека нормално, не може се одеднаш, како што кажав, одредени податочни сетови се поприоритетни од други. Ама секако добро би ни дошла било каква сугестија од страна било кого, дека нешто е попотребно. И до сега прилично се објавени, пак јас сум задоволен на тоа што до сега се го објавуваат институциите, но сепак нема да престане овој процес непресушене и така е дизајниран порталот да може било кој многу лесно на едноставен начин да побара било каков податок. Нормално, ако не го добие било кој, веднаш токму објавувањето во јавноста за тоа ќе биде најдобриот механизам за да обезбедиме дека ќе имаме доволен квалитетен процес. Благодарам.